Здраво екипо, го правам ова видео, ќе биде многу кратко, само сакам да објаснам што се случи вчера вечерта. Мислам дека повеќето од вас им не ме следат на Инстаграм профил, па можеби не се информирани и сакам да остане ова видео за сите да знаат каков човек е овој другиот од другата страна, веќе нема ни да го именувам, не заслужува. Ми се јави вчера вечер, го сожалив, да се чуеме, околу 10 часот 11 тука негде беше да не излажам. Плачеше, се нервираше, ме молеше да ги избришам двете видеа, да се обратам јавно, да се извиниме заедно, да кажеме дека сме сгрешили двајцата. Се сожалив, повторно разговаравме како другари, сакав да му помогнам, но му кажав дека видеата нема да ги избришам заради тоа што сепак имам некое лице пред вас и нема да дозволам никој да ме напаѓа дека ова е фейк. Му кажав дека ќе застанам, нема повеќе да објавам видеа за него, на кое што тој повторно ми се закани дека ќе ми објави песната доколку не ги избришам видеата. Пробав да ја смирам топката и дојдовме до ситуација да се договориме заедно дека ќе објавиме стори на кој што ќе кажеме дека ќе продолжиме со позитивната енергија и убави видеа. Тоа го направив. После само пола сат од тој момент од YouTube канал ми се избриша првото видео, односно второто. Не знам што се случува, видов дека е copyright strike. Сите ми ви кажаа дека тоа може да го направи само Ритко и јас му звонам. Ритко ми вика: брат, сгрешив, не знам што стиснав, дај те молам помогни ми да го тргнеме copyright страйкот. Јас му пуштам мој човек да му помогне и цел час нас не лаже двајцата дека не знае што прави. Во меѓувреме ми стига и втор copyright страйк за второто видео. Во меѓувреме ми стига и трет copyright страйк за моето видео. Човекот на кој што пред 3 недели јас лично заедно со Мандар му помагав да го врати својот канал, вчера се обиде да ми го избрише мојот канал. Значи немаше никакво објаснување на моето второ видео, немаше никакво објаснување на моето прво видео, ме нападна лажно. Сега сака да ми го избрише каналот. Ќе ви покажам неколку слики да видите за каков човек станува збор. И нема 3 copyright страйка, туку 4. Среќа, останатите видеа и песната Рамбо јас ја тргнав. Не постои. Заради тоа што сметам дека ако ми стаи повеќе copyright страйка може да ми се избрише каналот. Ќе ви објаснам што значи страйк и copyright страйк за тие што не знаат. За среќа, поред новите правила на YouTube, со 3 copyright страйка, copyright од еден канал може да добијам еден главен страйк. Со 3 главни страйка каналот го нема, не постои. Значи, сака да ми го избрише каналот катастрофално, јас секогаш сум бил тука за него. Еве сликата. Како што гледате, активен copyright страйк кој што ќе трае до август месец. Значи јас до август месец морам да внимавам што правам. Еве ги трите видеа. Тука се гледа убаво дека Ритко пишува до YouTube за да ми стават copyright страйк. На видеа каде што јас објаснувам, немам говор на омраза, немам ништо, само користам негови материјали и затоа може да си дозволи да ми направи copyright страйк. И уште една многу интересна работа. Потоа тој го избриша своето видео на неговиот канал, каде што беше лайв стримот и со Photoshop погледнате ја сликава, направи видео дека јас сум му ставил copyright страйк на него, најверојатно за да се извади. Ова е фотошопирано, ова јас не го направив, сам го правив. Не знам, вчера очигледно FBI агент изигравал Ритко. Еве да видите како изгледа тоа. Copyright страйк. Еве го што пишува copyright страйк, како ми го тргна видеото. Сите тие видеа и најинтересно ми беше се кога видов, еве го видеото, односно сликата каде што пишува This video has been removed by the uploader. Ова видео докажува дека јас него copyright страйк не сум устел, ниту пак copyright права. А на моите видеа пишуваше дека се тргнати од Ритко. И најинтересно од се е што ми стави copyright страйк на видеото за Бака прасе каде што јас го поддржувам. Замислите каков човек е. И еве пораката, за да ви докажам дека ми се јави и разговаравме околу 11 часот. Ми вика: "Ке збореш?" Викам: "Излезен сум." Ми пише да се седни како луѓе да се збори, да се избриша сите видеа и да му се извинеме јавно на сите што сме дозволиле јавно вака да се зборува, да не правам проблеми. Ај брату, мака ми, не сакам да ти уништам нешто, мене ми е мило да успеваш. Јас му кажав: "Океј, ќе престанам, нема проблем, завршуваме тука, но видеата нема да ги избришам. Океј, ќе ти објавам песната." И потоа ми се закануваше и ми праќаше видео од песната која што треба да излезе за 3-4 дена. Уште ја има. Ако ја објави, нека објави, да е здрав и жив. И потоа тој Ритко, кај што јас му помогнав, со кој што бев многу близок, постојано, цело време, му учинував, го објавува ова видео. Јас не правам ред. Јас сечам млади. Овие денови постојано се покажувам во културно издание, постојано сум како демек жртвата, но чувствувам дека бидејќи се појавуваме на интернет треба да го задржиме нивото. Ова што го прави Ритко
Вие проценете, јас го направив видео само како објаснување, кратко трае, тука ќе го завршам. Вие проценете дали треба да го поддржувате понатаму, а сакам да ги советувам сите јутубери, и помали, и поголеми од мене. Сеедно, внимавајте од овој човек е злобен и сака да ви наштети. Се гледаме во ново видео. All I wanna do is just flex. Big batty ting, have sex. No phone calls, just